Ски центар ќе се гради на планината Беласица. На планината Јабланица ќе се гради модерен ски центар. Царев врв на Осоговските планини влегува во наредниот 6-годишен план на владата за развој на туризмот и за инвестирање во изградбата на нов скијачки центар. Од осамостојувањето на Македонија, речиси секоја власт најавува инвестиции во нови скијачки центри. На Јабланица кај Струга и Вевчани, на Бушава планина кај Крушево и Македонски Брод, на Караджица кај Сопиште и Студеничани се планирани да се градат 3 нови луксузни скијачки центри кои би чинеле помеѓу 700 и 800 милиони евра. 3 нови туристички села со 16 луксузни хотели со 4 и со 5 звезди, ресторани и околу 130 планински куќи со капацитет од над 5000 легла, жичарници, ски лифтови, над 180 километри алпски скијачки патеки, велосипедски и авантуристички патеки и резервоари за производство на снег. Ваков е планот на актуелните власти за стимулирање на домашниот туризам. Домашните побарале, италијански доктор по шумарски науки го скроил планот. Во моментот кога го презентиравме тоа пред јавноста, практично ние имаме изготвено предфизибилити студија, која што ја изработувавме со помош на експерт, 30 годишно искуство, странски експерт, кој што ни помогна во детектирање на потенцијалите каде би можело да се инвестира. Павлевски е уверен дека планот на Константини ќе направи бум на трите македонски планини. Со ски центар на Галичица требаше да се заокружи и ветувањето на инвестицијата на Субрата Рој во 2012 година. На интернет страната на Министерството за финансии се уште стои поздравниот говор од 8 март 2009 година на тогашниот министер Зоран Ставрески за инвестицијата од 7 милиони евра за ски центар на Кожув. Речиси за секоја планина има слични планови и платени физибилити студии, кои никогаш не биле реализирани или пак, како во случајот на Кожув, се изградиле па се затвориле. Видете, Како значи, дојдовте, не ги погледнавте претходните проекти? Да. Ја не би навлегувал во други проекти. Ја знам дека се изготвувани повеќе студии во изминатото, дали пред 5, пред 10 години, не е важно, и знам дека се потрошени доста пари за тоа. Конкретно за Јабланица има изработена физибилити студија која што не знам точно колку чини, меѓутоа според овие нови истражувања не е до толку употреблива таа физибилити студија. Во оваа фаза, агенцијата не консултирала ниту една домашна инвестиција за можностите и прогнозите за овие три планини. Нашата екипа на Јакупица се прошата со планинарот Сали Буранедин. 50 години се искачува на планините, а само врвот Солунска глава го искачил 1215 пати. Овој искусен влюбеник во природата не е изненаден од планот на неговата омилена планина да никне ски центар. Не дека пред 30 години беше идејата, не знам само од кого беше, веќе направена беше, мислам, припреми за да отпочне со изградата на скијачки центар Пепелек над Патишка река, тој нама се од Јакупица. Меѓутоа, кога распадна Југославија, распадна и сите планови. Сали не е експерт, но кога ќе се спомене изградба на ски центар, го загрижува само една работа – климатските промени. Например, Врнежи порано имаше многу снегови. Барем последните, бидејќи Јарко 50 години одам по планини, кој ќе направам споредба како било пред 20 години овде, а да не зборам пред 30 или 40, е голема разлика. Знаело снег да почне уште во крајот на октомври, и тоа од ниско, па да стои до крајот на мај месец. За жал, овие последните, поготово последните 5 години, во април, во март месец тука нема снег. Некој знае да некој да не падне до Нова година. Искуството на планинарот се совпаѓа и со прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи. Според најновите истражувања за проекциите на климатските промени во Република Северна Македонија, направени во рамките на подготовката на 4-тиот национален план за климатски промени, очекуваното покачување на температурата на воздухот во блиска иднина, периодот 2016-2035 година, изнесува околу 1 степен, во однос на референтниот период 1986-2005 година, велат од
УХМР. И во деталната анализа за третиот национален извештај за климатски промени стои дека во периодот 2025-2100 година се предвидува намалување на количините на врнежи. Сепак, пресметките на Павлевски и Константини се поинакви. Во однос на климатски промени, снег, има, нема, ние сме сведоци дека веќе денеска, односно периодов, со врнежите кои што настана во нашата држава, на овие планински места веќе има снег. Значи, почнувајќи од декември, со сигурност, па некаде до мај месец се задржува снегот, така што од 104-105 дена до 140 дена е пресметано дека на нашите планини, на високите планини, има снег. Дополнително, ако се изработи тоа по оние светски стандарди, со креирање на снег по вештачки пат, тогаш навистина ќе нема никаков проблем барем 5 месеци да има доволно снег за тие ски центри да функционираат. Климатските промени и прогнозата за намалени врнежи не е единствената пречка за која во светски рамки се става знак прашалник за градење на ски центри. Павлевски вели дека при евентуалната реализација на овие планови ќе се внимава најмалку да се уништи природата и зеленилото. Но дали е тоа воопшто можно? Престижниот The Guardian анализира дека француска група за заштита на природата го дефинира скијањето како рак на Алпите. Правата причина е бидејќи се потребни 4000 кубни метри вода за да се покрие 1 хектар од стаза за само една сезона. Употребата на вештачки снег исто така значи дека на патиките им треба 1 месец подолго од нормалното да се стопат во лето, спречувајќи многу растителни видови кои лежат во мирување од оздола да ртат и цветаат, што доведува до огромни калливи лузни во летните ливади, каде што некогаш лежеле патеките. Слични проблеми се мапираат и на развиените ски центри во соседството. Јасните сечи, транспортот на материјали, машинското закосување, огромните ископувања и изградбата на пристапни патишта предизвикаа најсилен притисок врз животната средина, се вели во истражувањето на 7 автори, професори на различни факултети од Белград. На истата тема за заштита на природата се пишува и во Бугарија. И додека се прават планови за отворање и инвестирање на милионски суми на нови ски центри, веќе постоечките секоја нова сезона ја дочекуваат со старите проблеми. Попова Шапка, Маврово, Пелистер, Кожув, Крушево. Одамна се познати дома, но и надвор, но и одамна никако да го вратат некогашниот сјај.